Започнува втората фаза од владината мерка Грант за самовработување. Огласот е објавен денеска и сите невработени лица регистрирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, кои имаат добра бизнис идеја, ќе можат да аплицираат до 30 април годинава и да основаат свој собствен бизнис. Со оваа мерка е предвиден грант од 200.000 динари неповратни средства од државата за основање на 420 мали бизниси. На почетокот на годината го распишавме првиот јавен оглас кој што е во завршна фаза, односно самата реализација на грантовите е во завршна фаза за вкупно 500 грантови за формирање на мали компании, додека пак од денес започнува втората фаза од оваа мерка за 420 грантови за самовработување. За реализација на втората фаза имаме обезбедено средства од 85 милиони денари за реализација на овие 420 грантови. Уште еднаш апелирам до сите невработени лица кои што имаат своја идеја за основање на мал бизнис да искористат оваа можност и да ги искористат овие неповратни финансиски средства од 200.000 денари за основање на компанија. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски информираше дека одредени граѓани кои ќе учествуваат на оваа мерка и ќе се јават на овој оглас ќе добијат дополнителни 2.000 евра неповратни средства, доколку нивните бизниси бидат прогласени за иновативни, односно за економско и финансиски одржливи бизниси. Сите оние кои што учествуваат во првиот оглас и кои што ќе поминат обуката, а не успеле да влезат во изборот на квалитетни бизнис планови и имаат нова идеја, ќе се вклучат директно во втората фаза од овој циклус, односно по завршување на обуката, односно во делот на добивање на ваучер. Така да и сите оние кои што нема да влезат сега во првиот циклус, во вториот циклус имаат можност директно да влезат во втората фаза, односно во делот на добивање на ваучери за изработка на бизнис план. Директорката на Центарот за вработување во Скопје, Слободанка Алексовска, соопшти дека нема да се доделуваат грантови за основање бизниси од земјоделска дејност, односно дејност од секторот АА од дел 1, растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив, од трговија на големо и дистрибуција, трговија и дистрибуција на оружје, финансиски и осигурителни бизниси и активности кои вклучуваат игри на среќа, бизниси од областа на транспортот, такси превозот и бизниси поврзани со недвижности. Сите други дејности се предмет на грантот.